За 4 месеци до надлежните институции пристигнале 30 досиеа за извршени кардиолошки или кардиохируршки интервенции, од кои 4 се пристигнати месецов. Додека се истражуваат сомнежите за евентуално непотребни операции, граѓаните доставуваат представки, но и изразуваат дилеми дали и самите биле подложени на хируршки зафат без реална медицинска потреба. Сомнителните случаи и медицинските картони веќе го поминаа првиот филтер на домашниот стручен тим, додека странските експерти допрва треба да бидат вклучени на онлайн состанок на кој ќе им бидат презентирани наудите. Има намера, корпорацијска намера, да, и со одговорност за установата, не само за поединечните лекари. Значи, ние мораме да ги носиме процесите до крај. И јас сум убеден дека, како и други процеси што ги однесовме до крај, овој процес ќе оди до крај. Се отвара и поширока дилема дали на пациенти во терминална фаза воопшто требало да им се даваат скапи третмани кои ништо не можеле да помогнат. Вршиме задолжителни контроли е оправданоста во однос на очекуваните резултати. Има дел од интервенциите кои се екстремно скапи, а не би требало да се вршат кај пациенти каде што освен палијативни мерки, третмани, не може ништо повеќе да се направи, дека се исцрпени здраворазумските третмани. И на крај доаѓаат овие... И за овие пациенти се влечени пари од Фондот за здравство, исто така? Да. Што значи дека на некој друг човек што тоа му е повеќе потребно, е ускратено правото на лекување? Апсолутно. Случајот со сомнителни операции пред 4 месеци го отвори кардиологот Сашко Кедев, кој обвини дека приватни болници непотребно оперирале само за профит. Министерството за здравство формираше домашна комисија која ги истражува представките, а се чека странската 3-члена комисија од Словенија, Австрија и Италија да го даде конечниот збор и да открие дали имало или не непотребно извршени кардиолошки или кардиохируршки операции.